Добро вечер во 17 епизода на Политиканти.мк со мене Сашо Ордановски и Со мене Боријан Јовановски овој пат од Софија. Така е, Боријан повеќе вон Македонија отколку што е во Македонија, ама веќе навикнавме на него, така што ни носи само добри вести од странство, добри за него, за нас нема ништо добро, се разбира. Да ве поздравам сите што сте вклучени и вечерва е во жива, веќе ближиме кон 100 луѓе, уште малку ќе поразговараме малку со Боријан. Боријан, што бараш у Софија? Што се случува во Софија? Не кажувам, Сашо. Имаш поздрав од наши заеднички пријатели. Добро. Да. Кои работат на одржување на стратешките врски со Соединетите американски држави и покрај твоите напори кои ги вложуваш да ги растурат. Да. Ама викаат добро, Сашо, окей, ќе биде, нека не се секира тоа, нема проблем. Трамп рекол дека не опростено ти. Јас сум со J.D. Vance. Во Софија пишувам, Сашо, еден поголем текст за бугарско-македонските односи, кој би требало да се објави наскоро. Се сретнав со прилично голем број на луѓе, меѓу кои, како што добро знаеш, некои ти лично ги познаваш. И да, имам разни впечатленија, што би се рекло, кои треба да ги следам и во даден момент да ги споделам, се разбира, со јавност. Па добро, денеска имаше една голема длапка во македонско-бугарските односи, бидејќи после ден-два расправи произлегува дека бугарската страна решила да не ја гради повеќе пругата на коридорот кон Македонија, а овдека помалку како едва и да дочека, нормално Александар Николовски вика, видовте, ви реков ја, значи кај нив е проблемот, не е кај нас и така. Така што не знам дали тоа ти се рефлектира во овие разговори што ги имаш таму, но изгледа дека македонско-бугарски односи ќе причекаме уште прилично време додека и од едната и од другата страна не се создаде малку подобра атмосфера, бар да почне нешто да се разговара. Види, јас колку што можам да разберам, тоа официјално потврдено не е, напротив демантирано е. Бугарија има уште некој многу мал дел да го догради, а ова што е пуштено во јавност како информација, ја повеќе би го протолкувал како една порака дека во Софија нема многу надеж дека наскоро воопшто ќе се пристапува кон решавањето на проблемот и дека Македонија воопшто има намера да започне преговори за членство, и мислам дека во тој контекст е поздраво. Друго, има еден проблем Бугарија, како и Македонија допрва ќе го осети тој проблем. Кога ве казнува Брисел во пари, Бугарија има, како што знаете, известни слабости во однос на съдебната система, како што би рекле они, односно правосудството, и мал дел од парите им е укинат. Тоа Орбан најдобро го знае. Овде во Бугарија викаат фала Богу што има Орбан во Унгарија, бидејќи покрај Орбан ние станавме предпоследна земја сиромашна во Европа, не се веќе последна. Така што веројатно околу тие европски фондови има некакви прередувања, но моето сознание е дека воопшто не се откажуваат и дека тоа е коридор кој е од стратешко значење и дека е тоа еден од дефинираните европски коридори, и тој коридор просто ќе го направат и они од нивна страна. Од наша страна претпоставувам дека ќе се направи, бидејќи парите Европската унија во планот за развој ги дава токму за тоа, и така, тоа е вака кусо информацијата која можам да Добро, види, денеска Николовски овдека објаснуваше дека доколку бугарите навистина се откажат од градењето, а мислам се уште сме под импресии на разноразни информации и дезинформации, дека тоа ќе го доведе проектот од македонска страна токму заради европските пари во голем проблем, бидејќи на тие пари се плаќаат и некакви трошоци и така натаму кои ги има државата, и ако тоа не може да се спроведе, иако мислам дека нема врска нашата изградба на овој дел од пругата со тоа што го прават бугарите, но и мојот впечаток е таков дека се ова некакви шутирања под маса за некакви актуелни политички поени. Инаку сите знаеме дека апсолутно Мицкоски не до локални избори, јас мислам лично дека он воопшто и нема намера да се занимава со отварање на уставот, нема никаков притисок, нема никакво барање од никого. Европската унија му е онака еден, како да кажем, како декор, како излог во дуќен, само така ќе ја спомнува и така, во суштина нема ништо, бидејќи како што знаеш, ние сме влезли
влезени во стратегискиот периметар на новата американска реалност со председателот Трамп и се друго не е ни доколена. Види, тука слушам дека и тука известни вака политичари од во естаблишментот видни дека особено во десницата побрзале да ова со Трамп го поздрават, но види сега тоа е друга тема. Бугарија е членка на Европската унија и брзо е пратен аверот дека Бугарија би ја чинело многу доколку истапи од тој процес на европската консолидација и бугарите брзо мислам дека тука се вратени назад во европскиот контекст, впрочем од местото од каде што и им се главните пари кои Бугарија во, не знам, последнава деценија направија, например, да биде економија која е посилна од српската, македонската, косовската, албанската заедно. Посилна од српската невозможно. Невозможно. Се изненадив, например, тука веќе плата на наставник е стигната до 1500 евра во основна школа. Па сега, како, и сега треба тука да се види кој како ќе. Ама они имаат скршена кичма за тоа, ние уште имаме здрави кичми, затоа затоа издржуваме со 400 евра плата. Боко, имаме две теми кои треба ги поминеме. За едната ти не знам ни дали си слушнал овдека Мицкоски даде едно интервју вчера. Искрено ти кажам, беше толку здодевно интервјуто што ја него не одгледав целото, ама кажа еден пасаж кој што е многу битен, а ти го спомнуваш и бугарското судство. Он практично најави дека ќе организираат бунт со демонстрации кои он ќе ги предводи заради судскиот совет и дека ќе го блокираат судот и дека тоа ќе бидат невидени бидејќи си го барале судиите, како тоа богати така, неќе да си поднесат оставка, а изведуваат цела една циркузијада со овие интерпелации и така натаму. Така што дека тоа ќе се компликува, не знам дали ќе успеат со притисоци, ова се вака еминентни притисоци што се обидува да ги прави. Меѓутоа не сум сигурен, знаеш, му одговорија веднаш од Европска унија, дури американската амбасадорка каже една реченица во која што ја подвлече важноста на законските норми кои што регулираат можноста да се менуваат суди и така натаму. Така што тоа е она од имаше некакво долго интервју, не знам колку го одгледале, дали го одгледале, беше онака, знаеш, во еден пропагандистички стил, но ова гледам дека е главниот коментар денеска е оваа тема, дека он ќе организира демонстрации. Види, и да ти кажам, тоа е една, вака делува смешно, бенигно и така натаму, но во суштина тој напор да ги завладее судските и обвинителските органи, гледам дека на тоа инсистира. Тоа го прави се уште многу пропагандно и така натаму, но тоа е реална опасност за институционалната демократија во Македонија и ако тоа му успее, ја не коментирам дури ни судиите, им бил рейтингот ваков, им бил рейтингот онаков, никој во Македонија нема високи рейтинзи, вклучувајќи го и Мицкоски, пошто кога ќе му видиш и на Мицкоски рейтингот, тој за некакви нормалности е исто така многу низок, меѓутоа тоа дури не е ни важно. Тој е решен да влезе во судството. Порано тоа го правеа со тефтерчиња, сега мислам дека веројатно не се ни толку вешти за да може да го прават еден по еден и сака сега од тоа онака со чист еден популистички манир, он ќе правил демонстрација, бидејќи види се плаши за одсобирање на секаков народ и како што беше да речеме за сообраќајката. Одеднаш они станаа предводници на демонстрациите за сообраќајката. Се собират 5 души, они одма фрлаат 6 кои што треба да биде лидер, зашто не знаеш кај може да тргне таа маса, ќе ги соберат пред судот, може да даат жмигавици да тргнат кон влада. Вака во секој случај бар Мицко ќе биде во предводните редови на тие демонстрации. Тоа е она што е малку загрижувачки, не знам дали ќе му успее, бидејќи гледам дека денеска веќе почна да дава двосмислени изјави, дека тоа сепак не било така, дека он навестил дека тоа може самите граѓани да се организираат, не дека он би ги организирал и дека тоа не треба да биде по тоа изненадување ако тоа им се случи на судиите, бидејќи он вика еве ја кажав, да не биде после дека не било кажано. Значи тресење глупости на вака еден баш прилично приземен начин. Ќе видиме како тоа ќе оди. Тој процес им е закочен, колку што разбирам, колку што гледам. Не сум сигурен дека ќе успеат на овој начин да го откочат. Па ја види, очигледно тако некоја еуфорија таму и фасцинација од победата на Трамп,
која прави очигледни забуни во системот, во софтверите на владеачката партија, да видиме, но види, ова што се случува со судскиот совет е вака една пар екселанс илустрација за општо идеите на Мицковски и неговите амбиции и на владата за било какво приближување кон Европската унија и како што ти сме говореле на подкастов, од Европската агенда нема ни Е ни А и она не само што не се реализира, туку она влегува во еден процес на затување и тоа во најфрагилните точки како што е правосудството. Впрочем, веќе видовме реакции во врска со овој потек на Мицковски. Неговите намери се многу јасни, он се разбира може тоа да го шминка и да го маскира со разни протести и слични забави за сопственото гласачко дело, но таа европска агенда ќе понатаму ќе биде деградирана, како да кажам, и во општеството, и во политиката, потоа ќе уследи како санкција, бидејќи како што знаете, планот за развој и парите во планот за развој, кои воопшто не се занемарување ниту малку, околу милиарда евра, они се даваат, и така беше во многу наврати, доста експлицитно соопштено, дека се даваат на лажички, односно се даваат колку ти вложуваш во реформи и во имплементација и реализација на Европската агенда, толку пари добиваш. Така е. И сега, види, уште еднаш да го споменам Орбан. Фино е тоа, неговата, например, неговиот суверенизам, неговото патриотско движење и така натаму, но тоа Унгарија, кога ќе видите колку ја чини, тоа стварно звучи доста драматично и уште една за повторам, значи Унгарија која беше една од звездите од оние земји од Источна Европа кои се приклучија во првиот бран кон Европската унија по развој, стапка на развој, инвестиции странски и така натаму, сега наеднаш пред неполна година она е над дното на Европската унија. Па сега знаеш како, стварно човек треба да направи во даден момент математика околу целиот процес. Па тоа е убавината. Ова исто би сакал дупата мапел од овој подкаст до сите оние гласни грла кои едно време викаа што ќе ни Европската унија, ние ќе Европа ќе си ја донесеме сега. Па би сакал да ги слушнам, например, сега во овие денови, да речете, чекајте, добро, не носиме, не менуваме устав, не ја виткаме кичмата, не си ја даваме гордоста, не ни треба Европска унија, но ни треба нормално правосудство во кое владата не се меша. Ни треба владење на правото. И би сакал да ги слушнам тие така истакнати јунаци во нашата јавност, толку грлати кои беа, да сега покажат, да се покаже на дело како тоа ни оди кога ние немаме преговори со Европската унија, бидејќи нели она умина, готова е, мртва е. Јас така разбирам од тие кругови на владеачката елита, ја нема и ние сега треба се реформираме без неа. И сега, ако ова е дел од тој автохтон реформски процес, тогаш би сакал да го знам дека е тоа. Да, ќе се реформираме со упад во судот. Да. Од тие гласните да чуеме дека да, на ова мисливме дека да слушаме, ќе се кога владата ќе упадне во судскиот систем. Тоа е автохтоната реформа. Инаку, Боријан, ако ми дозволиш само да поздравам неколку гледачи овдека во четот, и така Мечка е у топ форма, вечер ќе го гледате, супер се држи. Пиевме кафе пред да почнеме со ова, така што супер му иде. Благодариме за некои донации кои тука. Види, го разрешивме тоа прашање, направивме еден список, ќе идеме еден по еден, па ќе видиме до кај ќе стигнеме.
Кај можеш ти ме бечка да со список да плашиш беало, нема шанси. Боријан, ни останува пред да го вклучиме и гостинот кој што вечерва го имаме, а кој што е додуше ние и го најавивме кој ќе биде со нас е Костадин Костадинов, градоначалникот на Струмица, но уште малку ни треба време за да сепак ќе поразговараме оваа тема за Србија, бидејќи утре е денот Д во Србија. Се очекуваат огромни демонстрации, веќе сите подготовки се таму во тек и така натаму. Ај малце ти еден софиски поглед, па потоа ја ќе се надоврзам. Што мислиш дека ќе се случува утре во Белград? Види, мене ми е многу добар пријател Бојко Василев, кој е 20 години веќе ја води една најгледаната емисија во Бугарија, тоа е Панорама на Бугарската национална телевизија. И Бојко вечерва има, сега моди емисијата. И прво има документарен филм направено минатата недела, одел не сум го гледал, би сакал да го видам за овие протести во Белград. И вечерва одма после емисијата трга на пат, оди за Белград. Он е еден инак од вака звездите и највлијателните новинари во бугарското општество. И му викам, Бојко, ти, бидејќи Бојко е веќе во години, се разбира. Како и ние, впрочем. Наши генерации. И кој го знае Бојко. Кој не го знае, не знае за Бугарија ништо. И Бојко Василев оди за Белград и му викам, ти ли, Бојко, Боријане, вика, ситуацијата е многу сложена таму и се може да се случи. Јас, за жал, овие 2-3 дена, бидејќи сум тука, не пратам и сум сабајлен до вечер по работа, не ја следам таа работа овако. Меѓу другото, во контакт бев со некои колеги од Србија кои викаат дека е страшно тезлично и многу неизвестно што ќе се случува, но види, што и да се случи, мислам дека Вучич после утрешниот настан нема да биде тоа што Вучич бил до сега. Како тоа ќе се одвива, стварно е неблагодарно да се предвиди. Она што само можеме да посакаме како на соседи е тоа се да се одвива мирно и се разбира да се следи што се случува, бидејќи она што ќе се работите како ќе се одвиваат во Србија, мислам ќе имаат, не мислам, сигурен сум дека ќе имаат големо влијание и врз социо-општествено-политичките текови кај нас, а тој впечаток го имаат и овде во Бугарија, иако се разбира Бугарија има една друга позиција како земја членка на Европската унија и така натаму, малку посупериорна во однос на нас, но исто така со внимание се следи развојот на тамошните настани. Боријан, морам да ти кажам дека прво од пред неколку недели, а можда и од пред месец дена, особено после демонстрациите во Ниш, кои што беа исто така величествени на студентиве, србите викаат, гледате, во Србија веќе стравот ја промени страната. Готово. И мислам дека сега таму најуплашен е всушност Вучич. Картите што може да одигра му се многу ограничени. Утре ќе се соберат, сега зборуваат за 500.000 луѓе, еве нека не бидат 500, нека бидат дупло помалку, нека бидат 300, нека бидат 250, тоа е огромна маса народ. Сите говорат за опасностите, дали ќе има или ќе нема инциденти. Организаторите и студентите сигурно се изнагледав, мислам, секакви можни содржини, сигурно не има во интерес да има инциденти, но има доволно провокатори и власта има интерес да тоа не помине баш така мирно како што би сакале овие можда меѓу 300 и 500.000 луѓе утре во Белград. Сега види да ти кажам нешто, Боријан, пошто јас и ти памтиме како беа демонстрациите, како паѓаше Милошевиќ, а и памтиме Газиместан и се тоа, памтиме од 80-ти години. Види, полицијата има една бројка до која што знае дека може да ги контролира насаните. А за времето на падот на Милошевиќ, кога помина над 10.000 возила, сега не ме фаќа за цифрите, ама на бумен поток, полицијата свати дека тоа веќе нема да може да се контролира, бидејќи нема полиција на светот што може да контролира 300, 400, 500.000 луѓе. Па тоа да е кој знае каква полиција, а не постои таква полиција. Според тоа, на пониските нивоа на полицијата, јас сум сигурен дека веќе се водат разговори со организаторите на демонстрациите,
бидејќи на нив не име во интерес да тоа стане една... Знаеш како, сите они имаат кариери политички, па на крајот на криштата ќе падне некаков Вучич, ќе дое некаков не знам кој, они треба се дотуркаат до пензија. Второ, не сум сигурен и тие луѓе дали воопшто би правеле некакви радикални работи во однос на студенти, на родители, на пензионери, бидејќи дигната е цела Србија на носе. Ја гледам оваа контраофанзива што се обиде да направи Вучич, тоа се издише на неколку нивоа. Мислам дека меѓу другото и фактот што веќе се знаат разни работи резултат на тоа што луѓето околу него почнуваат да дишат. Значи сигурен сум дека таму има што се вика цурат информации на другата страна колку сакаш. Ти го имаш Дачич кој е министер за внатрешни работи кој што не знам колку пати смени страна. Значи, зборам за последните 30 години, а може и повеќе во случајот на Дачич. Така што никој таму нема да биде расположен, нешто многу да се жртвува за Вучич. Денеска гледам снимки дека одат и борни коли по улиците на Белград, некакви колони се снимани и така натаму. Мислам дека он ги прави последните и затоа ја ескалираше оваа реторика дека ќе биде многу непријатно, ќе има инциденти, практично да уплаши колку што може повеќе луѓе да останат дома. Овие снимки што ги даваат за вечерва и така натаму се исто во тој контекст, освен една минимална можност се уште постои, не знам дали на тоа ќе се реши, да прогласи вонредна состојба ноќеска. Бидејќи ако прогласи вонредна состојба, сега и не гледам во последниот саат време што се случува, тогаш може да прогласи дека се забрануваат собирите, ама таа маса е веќе толку голема и тргната на кај Белград, а веќе и во Белград. Види, во Белград не треба и никој друг да дојде од страна, а доаѓаат колони со јадници луѓе. Белград е 2-милионски град, може има и повеќе луѓе. Таму демонстрации од 200-300 луѓе, особено вака мотивирани, се прават без никаков проблем. Така што, јас не очекувам, моите очекување дека ќе има драма се помали, иако тоа не е исклучено, од очекувањата дека тоа ќе биде еден, што викаат, велелепен еден собир, и дека практично нема ништо спектакуларно да се случи во смисла да тоа да сега некој почне да завземе институции или да отвара згради, мислам дека на тоа нема да се оди, но ќе биде јасно дека после вака масовен, вака голем собир во Србија, во Белград, Вучич е веќе целосно делегитимиран и потоа веќе ќе се оди кон политички разрешници за кои инаку не се едноставни, компликувани се, но веќе одат во еден само правец. Од тој правец нема враќање назад. И мислам дека со Вучич е веќе завршено во смисла неговата политичка кариера, не дека тоа ќе трае брзо, не дека не се возможни непријатни обрти и така натаму, но мислам дека таа работа, просто е работата, види, ајде сега да не ги провоцирам дел од овие луѓе што се на четот. Знаеш како, Вучич ја пропушти можноста за жолтите комбиња. Значи, он имаше можност, како што и овдека на времето, нели, шарените револуции едно друго, имаше можност кога можеше да се преговараат некои работи, кои ќе се прекрши атмосферата, кога стравот ќе ја промени страната. Потоа може само да правиш глупави потези кои што уште повеќе ти ќе искомпликуваат целата ситуација. Сепак се надевам дека во Србија, иако Србија е една прилично ендемска држава во смисла на тоа што се може да се случи, бидејќи да не заборавиме, Србија е држава во која што има илјадници луѓе со демидж во главата заради војни. Сите војни сепак на Балканот ги загубија во последните 30 години, состојбите им се компликувани. Тоа е една голема нација со многу голем капацитет за балкански услови, се разбира, во смисла на култура, на интелект и сето тоа, ама и со голем капацитет за правење глупости. И тоа српската историја го знае. За да резимирам на крајот, Борјан, мене ми се чини дека Вучич и покрај целата реторика, он е таков, он 3 пати се појавува дневно на телевизија, веќе му е истрошен и речникот, веќе е нервозен, се гледа, вчера имаше еден инцидент кај што напушти пресконференција со Дачич. Мислам дека и него му е се веќе јасно, но после овие викендашки настани ќе почнат вистинските преговори за тоа кој како ќе се повлекува. Барем мене така ми се чини. Се надевам нема да бидеме непријатно изненадени, Борјан. По исто, јас се надевам, јас не верувам, мислам, стварно не име на корист на организаторите на студентите во овој случај да направат било каков инцидент во смисла на упад во институции и така натаму, бидејќи тоа нема, не гледам дека има поента, но се плашам од провокации, бидејќи види Сашо, во таква една маса доволно е,
како кажам, некој потешко да е Се разбира, повреден, се не дај Боже. Има убиен, таму за да таа паркирање маса и биде камења, потоа- паркира трактори, камења, коцки, камени, све што треба е направено. Да. Ама- Да излезе вон контрола и во оваа смисла си ти право јас не би рекол дека полицијата или не знам кои специјални единици ќе влезат во некоја преспетка исто така со таа маса, така што таму е неизвестно, но да, конечниот резултат ќе биде дека Вучич не е веќе тоа што беше до. Да, види, само да направам уште едно кратко подсетување, не заборавивме дека и дури специјалните сили на Србија, оние со црвените беретки, на крај Аркан преговараше, одnosno Легија преговараше во джипот со Џинџич пред да почне демонстрациите, иако тие после ќе го тепаат Џинџич, ама сакам да кажам дури на нив им беше јасно дека со таква цифра нема играње. Борјан, можда е време да го најавиме гостинот. Бидејќи не чека еден, ми се чини интересен разговор со него. Добро вечер за Костадин Костадинов, градоначелник на Струмица. Добро вечер, Сашо, добро вечер, Борјан, благодарам на поканата. Ова е мој прав подкаст. Така во ваква форма и навистина ми е убаво. Убаво ми беше и да ве слушам, ама уште подобро ми е што ќе позборуваме на некои важни теми. Костадин, ние доаѓаме од многу поформален медиски сектор со сите овие децении за нас и ова подкастот се стварно една форма кај што човек може да дозволи една вака порелаксирана. Послободно се осеќам, така да. Костадин инаку роден 90-та година боко ти, мислам тоа ја и ти да не кажуваме се, срамно е колку сме, од кога сме. Иначе 6-7 години во младината на СДСМ, 8 години како 8 години председател како на председател, така е. Струмичката социјалдемократска. Потоа пратеник и портпарол на Потоа партијата. советник во Советот Да. на општина Струмица, значи Така. избран на избори непосредни, секоја моја јавна функција која што А се во последниот мандат и градоначелник на Така Струмица. е. Со амбиција да биде и за следниот мандат Нормално, не може кандидат. да ги за да не ги Струмица. почитуваме граѓаните. Апсолутно. Борјан, ја ќе се обидам да го отворам разговорот, а потоа знам дека и ти ќе имаш многу прашања и така натаму. Костадин, како е да се биде градоначелник во релативно голема општина? Струмица е 55-6000 луѓе. 50.000. Точно 49.995. Така, добро. Не знам колку се таму присутни, ама Белки има доволно присутни. Како е да се биде градоначелник во едно од ретките опозицијски општини, кога на државната власт, тоа иначе и за ВМРО важело во одредени периоди од политичка историја на Македонија, но во какви односи си, какви проблеми имаш затоа што припаѓаш сепак на опозицијата? Струмица е убаво да се менаџира сама по себе. Прво е општина во која што примарна економска гранка е земјоделството, во која што имаме поприлично развиена локална економија, тоа значи дека и самата стратегија за локален економски развој, каде што фокус ставаме на микро, мали и средни компании кои што се незагадувачки, кажува дека навистина е општина со потенцијал. Фактот дека имаме 3,5% невработеност дополнително укажува на капацитетот и потенцијалот кој што го има Струмица и да, тоа само по себе е предизвик да се менаџира без разлика дали ја имате како партија централната власт или ја немате. Секогаш тоа постојано го говорам, значи важно е да има некаква комуникација со влада. Не мора за се ние пари да бараме како општини, ама една нормална човечка комуникација каде што владата нас ќе не остави да ние нормално функционираме со оние алатки кои што нам не припаѓаат согласно степенот на децентрализација во државата, тогаш нема да имаме проблем. Последната понуда до влада ми беше, окей, не мора да ни давате пари на Струмица, ние ќе се снајдеме. Ама оставете не, поминете новиот генерален урбанистички план, за да ние со нашите ресурси менаџираме и си ги финансираме сами. Проекти, тоа беше после одбивањето, односно немањето на одговор по првиот повик за унгарските средства, ама не застануваме тука. Сепак сакаме да подадеме ракот и сме составен дел на Република Добро, ама Македонија. Александар Николовски не пропушти прилика на Стефчо Јакимовски да му порача практично на граѓаните на општина Карпуш, дека треба да внимаваат за кого гласат следниот пат, бидејќи се му е блокирано конкретно на Стефчо во Карпуш, не знам како е. Па со Александар Николовски беше носител во 4-та изборна единица, ветуваше патишта, ветуваше што ли не. Еве го денес истиот Александар Николовски го кочи најфреквентната делница во Македонија, тоа е регионалниот пат А4 до бугарска граница, односно поврзување на Струмица населено место Дабиле во булеварско решение. Не ја поминуваат експроприацијата. Имавме можност минатата недела да видиме еден млад политичар од ВМРО ДПМН кој што е дел од Советот на општина Струмица да го носат во Скопје, да држи пред зградата на ВМРО ДПМН пресконференција, каде што вели пред 10 дена било се завршено. И сега
до толку се испаничени и неискоординирани, што е жално за една таква огромна партија како ВМРО ДПМН, да наредниот ден ЈПДП и Министерството за транспорт во записник од состанок кој што го имаме со нив, велат дека не е завршена експроприацијата. И изведувачите и наши, мислам на оние од општина Струмица и оние на ЈПДП, знаат дека не може да пристапат со работа затоа што има нерешени имотно-правни односи. Но тоа е што е, ние нема да се жалиме, апсолутно. Ќе одиме напред, ќе водиме Струмица кон прогрес како и до сега. Струмица е прв град на Балканот со имплементиран целосно електричен јавен превоз. Да, тоа е фасцинантно, мислам, особено ја кажам сега, како Скопјанец дека е фасцинантно. И сега замисли са, што единствени кои што беа против беа ВМРО ДПМН. Е зошто? Колку и да сакам јас да остварам нормална комуникација, навистина не можам. Само ВМРО ДПМН беа против, не требало јавен превоз, па требало јавно-приватно партнерство. Практично ме наведува да имплементираме нешто што го има во Скопје. Еве граѓаните нека ценат. Дали сме постапиле правилно. Ние имаме ново јавно предпријатие, автобуси нови електрични набавени на лизинг кои што редовно ги сервисираме и имаме министерка за финансии кој што согласно нашето законско право на поврат на данокот на додадена вредност, износ кој што е поприлично голем за едно ново јавно предпријатие, 69 милиони денари, веќе 100 дена не ни го враќа. И во Ама не е комуникација не е ништо специјално кон вас, нема пари у буџетот. Добро, нека ни кажат. Мислам, банкротираде буџетот за тоа. Извинете, градоначалник, ние немаме пари и ќе договориме некоја динамика на исплата. И тоа важи. И тоа важи. Ама она што загрижува е што се случува и со компаниите. Јас постојано разговарам и со граѓани, но и со компаниите кои што имаат право на поврат на ДДВ. Се што е над 10 милиони денари не е вратено. Така не се одржува ликвидност на економијата. Овие компании го имат тоа право, ние како општина, односно јавното предпријатие, тоа е стекнато право. Тоа е управна гилотиња. И се надевам дека ќе се вразумат и наместо да се занимаваат со навреда на пратенички во парламент, се што треба е да си ја гледаат работата и да комуницираат со општината. Не велам да ги исплатат сите, еве и за тоа сме спремни. Ама некои нешта и моето трпение има граници до каде може да одат. Боријан. Да, сакам да прашам градоначалник, како реагираат бизнисмените, бидејќи самите ги спомнавте, нормално дека и нив им е многу важно дали Министерството за финансии враќа, не враќа, што се случува, како оди тој проток на пари. Има ли од нив реакција или се оди на она ќути си пат за да се со власта замериш? Една стара вака, еден стар македонски синдром. Знаеш како, Боријан, треба да внимаваат кога народот ќути. Треба да внимаваат кога народот ќути. Конкретно во Струмица и народот, а и компаниите, мене компаниите ме интересираат искрено, народот знаеш како тука. Збеснати се луѓето, мислам, знаеме колку е тешко времето за функционирање, посебно у Македонија во делот на да водиш компанија, да водиш фирма. И сега тоа што ти следува законски од државата, нешто кое што до вчера реално во време на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија немало никаков проблем со исплата на ДДВ, наеднаш нема исплата на ДДВ. Чекајте, нели буџетот беше многу ликвиден. Тоа не е ликвидност на буџет. Ако ти немаш пари да го исплатиш повратот на ДДВ на компаниите, за да го одржува тоа потребно кешфлоуот, тие се средства кои што ние ги планираме и ние како општина и јавните предпријатија, верувам и компаниите, си ги планираат во нивните финансиски планови, тоа е приход. Се разбира. И наеднаш не постојат тие пари. Од друга страна викаме земете кредити. Има некои компании неќат кредитите функционираат. Се мали, имаат 20-тина вработени, извозно ориентирани, имаат добар производ и извезуваат. Не му треба унгарски кредит. Океј, тие што имаат потреба, со добра каматна стапка, нека земат. Кога сме кај унгарските кредити? Тоа баш така ја да во овој моменти баш и не можам да расчистам сега колку од тие пари се легнати. Велат 10 милиони дека наводно се легнати на овдешната банка за развој, ама мислам дека тоа уште нема врска со дислоцирање на тие пари по комерцијалниве банки кои треба да ги дават како кредити и така натаму. Вие успеавте ли нешто да добиете у првата транша? Ајде се држиме прво на она што беа најавите од страна на власта. 100 милиони евра за општините во 2024 година. Овде, преку подкастот, ја прашувам владата.
колку има во центи реализирано од ветените 100 милиони евра за општините. Не за општина Струмица. Тоа што немаме одговор во општина Струмица, дали сме одбиени и уште не знаеме, ќе тргнеме Струмица на страна. Во која општина има реализација од 2024 од 100 милиони евра? Нема таков податок, нема таков, и тоа е дури недостапно, морам да признам, не ги следам во детали. Може да јас грешам, еве јавно нека се објави колку од тие 100 милиони евра се реализирани. Не во фаза на реализација, колку се реализирани. Вие конкуриравте ги со проекти? За првиот повик конкуриравме, немаме одговор. За вториот повик спремавме 13 проекти, согласно методологијата ни следуваат некаде 430 милиони денари. Во тој износ ги вклопивме и проектите, важни проекти за Струмица. Некои од нив морам да потенцирам, за кои што имаме техничка документација, а беа составен дел од програмите на влада. Смешно, дури имаше и обезбедено финансирање од страна дел на ЕБОР, дел на Светска банка. Се што требаше новата влада да направи е да распише тендери. Неки да верувам дека се неспособни до толку да не знаат да распишат тендери. Една од забелешките беше во однос на тие проекти што сите општини ги даваат, дека голем дел од нив се за тротоарчиња, за паркчиња, Имаме нов пазар на 43.000 метри квадратни. И ние не бараме покривање на целиот тој проект. Ние бараме партнерство со владата. Дали е важно нов градски пазар во најземјоделскиот регион со раноградинарски производи во државата? Апсолутно е важно. Дали тоа ќе придонесе за развој на економијата, подобри услови на земјоделците, развој на селата од каде што доаѓаат тие земјоделци? Како комуницирате со владата? Со надлежниве министерства, само на ниво на по пресконференции? По пресконференции, по подкасти веројатно, по емисии. Ако што не го поканите премиерот да ја посети Струмица? Ако успееме да слушнеме. Нека дојде, беше пред некој ден беше Љутков, министерот за култура. Да, ама за премиерот веќе многу сака да шета. Жалам што не искористи приликата да помине во општината. Ако не договориме ништо, едно кафе да се напие човекот. Не се. Ние сме добри домаќини. Си извинувам, дали вие сте му упатиле покана, например, да ја покани официјално? Мислам, сега гледам како одговарате, па нека ја посети и така натаму. Но една, како кажам, пристојна покана да премиерот ја покани општината. Почнувањето на новиот градски пазар, најголем во Македонија, уште пред да аплицираме со тој проект за унгарските средства, официјална покана добија и влада. Што значи доби и премиерот, добија и ресорните министерства. Не се појави. За карневали добиваат официјални покани од председател на држава до министри, до пратеници. Буквално сите, за тоа што премиерот, колку и да е од различна политичка провиненција, тој е мој премиер. И премиер на сите граѓани. Министрите исто така. Тоа е наша должност да ги испочитуваме, да испочитуваме хиерархијата. Зошто е таков третманот? Ова навистина го зборам со бес, затоа што некои работи ги надминуваат нормалните работи. Ако ова е новото нормално за 60% да се намали блок дотацијата во детски градинки, во образование за материјални трошоци, ако ова е новото нормално, Господ да ни е на помош. Па добро, они вас и со водата ви правеа проблема, не за дотации со детски градинки. Сашо, денес кога гледам ова крива Паланка што се дешава со крива река. Ова што се изли отров во реката, да. Пазете, од Институт за јавно здравје, до Центар за јавно здравје Струмица, до приватни акредитирани лаборатории кои што ние како општина ги ангажиравме, до лаборатории во самото комунално претпријатие. Борба водевме со 0,05 микрограми манган на литар вода, кои што се над дозволените законски граници. И успеавме. И тука беше една канонада врз Струмица. Не им работела филтер станицата, не, апсолутно таа безпрекорно функционира. Не е добро изменаџирана браната. И сега гледам у Паланка, добро, имаме ние Институт за јавно здравје, имаме Агенција за храна. Не, имаме медиуми кои тоа го покриваат, бидејќи некој да ништо ни во медиумите значајно за тоа. Од она што го слушам. Добро. Ова е река во која што има отпад од рудник. Ако има отпад од рудник, кој што многу веројатно е дека користи цијанид, и по тоа што го слушаме дека земјоделските површини се наводнуваат од таа река, ова е еколошка бомба. Си играме играчка со државата. И зошто велам си играме играчка? Јас ги слушам сите министри во влада и ги следам затоа што е предмет на интерес. Засегнати сме како град. Јас царо не знам Министерство за животна средина, освен со етничките прашања,
може да се позанимава малце со крива река, крива паланка, со загадувањето на воздухот во Струмица, наместо да го менуваме грбот и химната. Да. Министерот за здравство може да ни овозможи во Струмица, во Струмичката болница, компјутерска томографија наместо химна и грб. Само немој да барате паркингот и за тоа се стручи и Министерот не за знам кој ќе го економија гради ако треба може да да се гради. позанимава малце со економски прашања и со локална економија, па да го слушне гласот наш како општина и како ние стратешки размислуваме во однос на развој на локалната економија. Да видиме што со индустриското производство кое што има сериозен пат. Да видиме што со оние најави за отпуштање на работници од странските инвеститори. Мислам, ние сме сериозно економски врзани со економијата во Германија. И не може да не го третираме прашањето, па малце ветре да задува во германската економија, ние овде сме Бура. бронхит фаќаме. И тоа тие прашања не ги третираме. И ќе збориме што ли не. Боријан, Да прашам, Костадин, за што служи ЗЕЛС? Односно, Сдруженијето на единиците на локалните самоуправи. Постојат ли таму? Постои ли разговор? Се разговарали? Постои ли, што би се рекло, естаф на градоначалници во кои се отвараат овие прашања? Постои, јас верувам по Институциите. потенцијалот на ЗЕЛС, неспорно е тоа. добро да прашам дополнително и ова Боријан што го прашува. Вака беше исто и за време на СДСМ, оти секогаш кога опозицијата на власта Па не беше опозицијата. така. Тоа сега да прашам, какви се Слободно, тоа се јавно достапни информации, може да видиме пример распределба на буџет. 130 милиони евра како се распределени по општини и дали е бирано. Може да ги видиме градоначалниците кои потпишуваат договори у влада. Значи, не сме ги делеле општините на СДСМ, ВМРО ДПМН, Левица, Знам или било кој други. Не барам третман каков што има владата сега со Штипка, Вадарци, Велес, не. кисела вода, Не. аеродром. Не мора. Еден нормален однос. И да почнат да си ја гледаат работата. Ние тоа бараме. Не го барам јас како градоначалник или оти ми текнал. Што значи тоа? Значи ли Народот тоа го дека бара. добро, народот тоа го бара. Што ќе биде на изборите ако народот тоа го бара? Има свест во Струмица и не само во Струмица, и во други општини исто така. Струмица покажала дека е паркосен град. Веќе 20 на години и во многу потешки бори од ова сме излегувале како победници. Од она што го разговараме со обичниот народ, кој што е растаретен од било какви функции и позиции државни или вработување државни. Луѓето вријат. Многу работи кои што ги најави ова нова власт на ВМРО ДПМН, нешто како одеднаш да се смени. Спомнавте преги за коридорите 8 и 10. Чекајте, не беше тоа историски најкриминалниот проект? За само некој месец да стане историски проект. Без криминал. Магичен. Зошто го потенцираме ова? Убаво е да ги подсетиме гледачите на законот за работни односи во тоа време, жестоко критикуван од тогашната опозиција на ВМРО ДПМН. Ако ви текнува за продолжувањето на работните сати, конкретно за коридорите. Зошто не го сменат законот за работни односи сега? Зошто не го сменат законот за работни односи? Ама блокираат минимална плата. Сега наеднаш не треба минимална плата. Сега наеднаш синдикатот е на СДСМ. Мислам, Да, и кошничката ова не е е добра. системска пародија која што веројатно несвесно ја прават во ВМРО ДПМН. Боријан, мене ме интересира да поминеме малку и на политички теми кои што се вака поексплицитни. Што прави СДСМ? Бидејќи сте еден од поистакнатите членови на СДСМ и СДСМ нема многу функционери во овој момент во било каква власт во Македонија. Драматично ги загубивте последните парламентарни избори. Венко Филипче тврди дека партијата се екипира, дека се консолидира и така натаму. Каков е локален поглед на целата таа приказна од Струмица? Па Струмица, ако е репер, тогаш е навистина на добар пат да се консолидира партијата. Зошто го говорам ова е последно 8-мартовскиот марш на форумот на жени, каде што поприлично можевме да видиме една убава енергија, која што прво пренесува порака на мир, на љубов, на недискриминација, на толеранција и така и треба да продолжи. Така да верувам во брзата консолидација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и враќање на победничките патеки.
Боријан, тебе ти се чини ли дека ќе биде враќање победничките партии? Можда ти од Бугарија имаш друг поглед на реалност. Не знам. Да, спомна околу консолидацијата, ми интересира каква е атмосферата во СДС. Во СДС е околу сега изборот на кандидати, кој како ќе биде и така натаму. Односно, дали во СДС почнува да се раѓа некоја повеќе да доминира идеологија на местото на опортунизмот, што е една вака доста сериозна хронична болест на сите политички на партиски структури во Македонија кои се, како да кажам, работат само на привлекување на опортунистите, кои потоа немаат, се разбира, проблем со било каква идеологија и партија да ја сменат само за да ги задржат своите привилегии. Не гледам, Боријан, дека во моментот се да само пушта таква порака кон било кој, да ги привлече опортунистите, не напротив. А изборот на кандидати се знае. Си има анкети, си има мислење на граѓаните, мислење на членството, потоа се носи одлуката. Како стоите на локалните анкети? Нека кажат струмичани. Им благодарам, стоиме одлично. Добре, овдека има во четот и прашања за диетата што ја спроведуваш, Константин. Јадете месо, луѓе. Јадете месо, 16 години бев вегетаријанец, да не ме сватат погрешно верниците, време е на пости, но формулата за тоа како ослабев е протеинска исхрана. Добро, во партијата во последната година, Константин, важиш за човек кој што отиде прилично десно во идеолошката некаква центролевичарска матрица на Социјалдемократскиот сојуз. И по прашање за семејството, имаше и овако отворени полемики, и по прашање на верата, и по прашање на некои традиционални вредности и така натаму. Таа полемика што имавте во партијата се уште трае или сепак се дојде до некаков заеднички заклучок? Само по себе е сојуз, кој што обединува разни личности, различни карактери со различни погледи кон светот, но една заедничка цел реализирање на основните вредности, темелни на социјалдемократијата, она што зошто јас го сакам СДСМ. Затоа што можам да кажам се, па макар и јавно, и при тоа да не се согласиме сите со тоа што јас или било кој друг го кажал. Тоа е вредност на СДСМ. Замисли ВМРО тоа да некој го каже. Ти биде жигосан. Затоа СДСМ е СДСМ и само како такво СДСМ ќе расте. Господин, ти дали и како се наоѓаш со тоа дека ти си наследникот на Заев, ствари? И ти носи ли тоа поени, ти одземали поени? Како во какви односи се со Заеви? Се гледате ли однос тука на првото прашање, Коста Костадинов е политичар и на политичка сцена без ниту една именувана позиција. Не ги обвинувам другите, јас така сум одлучил. Секогаш на непосредни избори од 2013 година, каде што легитимитетот го барам директно од граѓаните кои што имаат право на глас, за да ги застапувам нивните интереси. И еве тоа се покаже и на последните локални избори, каде што имав 14.000 гласови, кои што за мене се навистина сериозен легитимитет и порака до мене. А односите со Заев ми се најнормални човечки. Зоран Заев е таму или е поеќе по Дубај и во Струмица е Зоран Заев? Во Струмица е, добро. Нешто гледам, го нема, си молчи, па може му и тој по паметна стратегија отколку да се јавува во јавност и така. Какви се меѓупартиските односи во Струмица? Бидејќи знам дека на времето навистина ВМРО некако му стои како кнедла во грлото таа пуста Струмица, бидејќи не успева да ја завземе со неколку изборни циклуси наназад, ја и не памтам колку години, сама Заев беше барем 2-3 пати градоначалник, па еве сега ти и така натаму, веројатно едно 20 на години не успеваат. Предизвикува ли тоа некаква меѓупартиска ситуација во Струмица, затоа што морам да забележам уште нешто, Костадин, јас Струмица ја знам и не само јас и сите други така натаму. Бевме добри пријатели со Борис Трајковски, ете и Зоран Заев, го знаеме каков е како карактер политички и така натаму. Струмица е едно ендемско подрачје. Тоа е општина со многу вероисповести, веројатно има 5-16 последниот пат кога сум проверувал, меѓу кои има и многу протестантски, католички и така натаму, со една нагласена нота за компромиси, правење за некакви добри
добри односи така натаму, дали тоа се рефлектира и во политиката? Или си е меѓупартиската сцена како и цела оваа македонска меѓупартиска сцена со плукања, со расправи и со јавни дезавуирања? Па не, барем од тоа што може и вие да видите, и јас што го гледам, не е до толку изразено како во други градови во државата. Има фронт политички нормално, но е на некаква принципиелна основа. Има ниски удари од страна на сегашната власт на централно ниво од ВМРО ДПМН. Јас навистина им простувам и нив сум им градоначелник и треба да им служам. Но денеска сум особено среќен за нивната потврда да завршната сметка, финансиските извештаи, квартален и завршен годишен финансиски извештај, точките во однос на реализација на сите програми буџетски за 2024 година, може да видите дека помина Ти инаку доаѓаш на подкастов директор седница на Советот. Седница на Совет до општина и во подкаст. Така. Затоа знам дека денеска ти поминале сите овие клучни документи. Што сум благодарен на сите советници во Советот на општина Струмица. И од ВМРО да помане и со коалицијата и СДСМ и сите. Боријан? Па, види Сашо, има околу Костадин имаше информации дека според некои кругови во СДСМ дека Костадин е човекот кој свртува кон десно. Односно дека ти ги обвинуваш СДСМ дека свртуваат кон десно, па сега тука не знам на што сте околу тоа прашање. Околу кое тоа? Прв пат го слушам. Па ова што го зборевме за традиции, семени вредности, за... Не може струмичанец да не си ја почитува традицијата. Без разлика на дали има партиска определба или нема. Има обврска тоа да го почитува. Овде зборам и не само за верници, Добро, зборам и за атеистите, ние сме верни на немаат нашата струмичка ексклузивно традиција. право струмичани да си ја почитуваат традицијата, сите си ја почитуваме, ние во Преспа си ја почитуваме. Супер, Валдави. Да. Сега кој ќе ме отворат Маркова нога има да почитуваат традицијата. Што не значи дека во некои други делови, во однос на некои корпуси на права, вакви или онакви, такви, било, мислам, дека може да имаме и разлики, се разбира, тоа не е спорно. И при тоа традицијата да биде... Но занимлива е позицијата на Струмица, бидејќи она е ендемско потрче и во друга смисла, како впрочем и Куманова, например. Близко сте до граница. До две европски држави. Така е. И тоа ве чини многу потенцијална, да кажем, една ситуација, бидејќи сепак се тоа две членки на Европска унија. Имате ли од тоа корист? Има ли граѓанството корист? Пред некој ден беше евроамбасадорот Михаилис Рокас, кој што ја афирмираше општина Струмица како шампион во искористување на ЕУ фондовите, покрај ЕУ фондовите и кросбордер проектите. Ние сме растаретени на процесот на интеграција кон Европската унија, не гледаме исклучиво на национално ниво, не гледаме исклучиво со решавање на национални билатерални прашања, туку особено го афирмираме локалниот аспект на интеграцијата на Република Македонија и тоа мора на дело да се покаже. Затоа ни се избратимувањето со Кукуш, кој што е град во Република Грција. Воспоставуваме односи со општини од градот Солун. Имаме збратимување со градот Петрич од Република Бугарија, преку кој што искористуваме и ние и тие како Петрич огромен број на средства од Европската унија. Последно се збратимивме со општина Крџали, тоа е на бугарско-турската граница, на што посебно сум горд, ама тоа не го правиме исклучиво за искористување на ЕУ фондовите. Тоа го правиме од дел од процесот на интеграција и размена на културата, споделување во делот на спортски активности, афирмација на економијата. Пример, ајде да речеме во туризмот. Струмица и Струмичко има неверојатен потенцијал, особено за алтернативен туризам. И кога ќе дојде еден турист, не знам дали во Скопје истото, ама повеќе од 4-5 дена и реално нема што да прави. И голем дел од туристите, зборам за странски туристи, не ни доаѓаат од тие причини.
Ама ако некој туроператор кој што заеднички после меморандумот помеѓу пример Струмица и Петрич и Струмица и Кукуш ги врза трите града воедно, ти веќе имаш Има такви сериозна иницијативи? понуда. Да, имаме такви иницијативи. Костадин, ти недостасува ги националната политичка сцена. Сепак се врати во Струмица, бидеш градоначелник после еден многу интензивен период на не само пратеник, туку и портпарол на партијата во едни пресудни времења, многу интересни времења, патем биде речено помалку и опасни и така натаму. Понекогаш не те прашам дали ти фалат дневниците, пошто гледаме за патни трошоци, не знам колку зиваат струмичките пратеници, имаме рекордери разни делови на Македонија кои се наплатиле добро. Ти недостасува ли понекогаш националната политичка сцена? Па ние како локална самоуправа не сме исклучени од националната политичка сцена. Секоја позиција, да речеме, се има посебен предизвик. Како градоначелник работата ми е многу подинамична, ама ако го гледаме и пристапот на Европската унија, посебно или државите земји членки на Европската унија, ќе видиме дека приоритет е локалниот пристап кој што прави национален импакт во одредени политики. Без разлика дали е земјоделство, дали е економија, развојна економија, дали е, не знам, спречување на ископ на минерални суровини, дали е инфраструктура. Локалниот аспект е многу важен. Тоа што ние како држава сме заглавени во втора фаза на децентрализација и поприлично тешко ни оди да тргнеме напред кон уште поголема децентрализација, тоа е наш проблем од кој патиме сите ние, не како функционери, туку како граѓани. И тоа мора да го промени. Може тоа да се направи без помош од Европа? Бидејќи овдека европската агенда е турната на страна. Едно од најважните прашања е процесот на децентрализација. Со тоа што треба да внимаваме да не направиме грешки, како што, например, имаат направено нашите соседи. Затоа треба да црпиме искуства, ама за да црпиме искуства, мораме да комуницираме. А ние ако не комуницираме со Грција, не комуницираме со Бугарија или општините не соработуваат заради не знам какви национални теми или проблеми, тогаш ќе заглави. Ако сме при крај, околу карневалот, градоначелник, како помина и видовме викинг бевте овој пат, Да. која е пораката на викингштвото? Храброст и борба до смрт. Добро, не мора баш да смрт. Па не, викингот како викинг зборам. Владава и не изгледа добро, ние и како политиканти сме прилично критични, ама и платформа на Инфомакс е прилично критична кон владава. Не изгледа како да има некаков многу голем план и точно да знае што прави во ова што е една популистичка агенда секој ден по 2 пресконференции. Ја мислам дека Христијан Мицкоски барем 5 пати неделно се појавува на некој интервју некаде и така натаму. Затоа му стануваат издодевни, меѓу другото. Не се шегувам. Да, ова вчера мислам станува беше издодевно интервју. Од позиција не само на градоначелник, туку и како опозиција, очекувавте дека ова баш вака ќе изгледа? Оти ние памтиме едни други времења на ВМРО ДПМН. За времето на почетоците на Груевски, тоа делуваше како една многу попрецизна, разработена, планска, да кажем, партија со јасна владина некаква програма, исправна, неисправна, со вакви грешки, со онакви грешки, тоа потоа знаеме како заврши, ама барем во првите 5-6 години даваше едни прилично импресивни резултати во некои од областите. Сега не го има ништо специјално. Очекувавте ваква една ситуација со Мицковски, со неговата влада? Да бидам искрен, Сашо, не очекував таков инет од Струмица и со мене како градоначелник. Тоа е некој институционален инет што мене, пример, во мојата глава нема здрава логика зошто е тоа така. Па сака да ве срушат сега, добро. Па не може да не срушат. Ќе видиме во октомври, има избори. 100% ќе видиме, да. А и сето тоа лажење. Значи, без усул лажење. Имаме, ако ви текнало, имаше најава на влез на мигранти. Да. ВМРО го обвинуваше СДСМ, ви текнува? Да, како не, тоа беа кампањи, ништо од тоа не излезе. Са истите тие мигранти, јас отворено прашувам, на најкриминалниот историски според нив проект Коридор 8 и 10, колку тие мигранти, те сиријци, те афганистанци работат? Сте истражиле таа тема? Јас не. Баш Еве јас прашувам, ако сгрешам ќе се извинам јавно. И дали се спрема закон со кој што ќе се олесни давањето на работни визи, додека имаме илјадници наши граѓани кои што ги отпуштаат дел од странските компании, а имаме најава за уште отпуштање. Знам дека има прилично работници од Турција, ама не сум слушнал за Сирија и за
овие Добро, други еве кризни нека подрачи. кажат, нека кажат дали има. Па некако И сега тука нема минимална плата. Не се согласува ВМРО да помене со покачување на минималната плата. Ама се согласува да ни влезат работници од страна кои што ќе работат за многу поевтини услови. Што девалвираме? Вредноста на трудот ја девалвираме. Тука е грешката на ВМРО да помене, со која што не само јас и ќе ја запознавам цела Струмица дека тоа не смее да се случува. Колкава е стапката на невработеност градоначалник во Струмица? 3,5 до 4%. А стапката на иселување заминуваат многу луѓе. Заминуваат, да. Не сме имуни на иселувањето на граѓаните, но имаме огромен број на граѓани од други околни општини. Зборам од Берово, до Радовиш, до Василево, да не ги бројам тие во микрорегионот на Струмица, кои што гравитираат и доаѓаат во Струмица да работат и да живеат, што добре дојдени сте тама работа. Која е цена на квадратна стан, градоначалник? Се движат од 850 до 1200, зависи дали е подцентрално или не. Абе, Борија, не спакуваме куфери. Добре дојдени сте и вие. Продаеме ова Добре нешто дојдени тука сте е вие. стаче, ако имаме и се Добре пресели дојдени на сте. Струмица. Добар ајвар, Градоначалник, добри. која е дефицитарна професија? Има ли потреба Струмица од некоја, не знам, просто некоја професија која фали во тој синџире на економијата? Се од природни науки, градежни инженери, електроинженери, барам од тоа што ние како општина се соочуваме со проблеми, информатичари, фалат. Значи, во голема мера високо образован кадар, фали. Да. Како е со здравствените услуги, например? Па еве тоа го кажав. Супер, додека некој пратеник зема 4.500 денари патен трошок, додека владата се луксузира со плаќање на невладин авион од 200.000 евра во еден правец за Унгарија, од кој што не слушнав што имаат бенефит оние граѓани од Банско, од Рич, од Попчево, од Костурино, од Добрејци, од Велјуса, не знам. Има. Компјутерска томографија во Струмица не е поправена. Поврат на ДДВ за ЈСП Струмица Транспорт нема. Имаме закочен проект Струмица Давиле булеварско решение. Имаме нераспишена јавна набавка за атмосферска канализација, 60 милиони денари, страно финансирање, не зборам за унгарските кредити, набавка нераспишена. Нова филтер станица за питка вода во најголемото село во Струмица, а тоа е Банско, завршена техничко проектна документација од страна на општината. Тендерот не е распишен. Не поминува. Нов генерален урбанистички план, што можам да го потенцирам и граѓаните ме притискаат. Во кој што да се рачитам на некултурата на политички диалог. Не слушам како зборувате, како да сте вие од општина владее од властна опозиција, како да е непријателска држава, да прашувам за ЗЕЛС, очигледно не функционира. Значи, никаков политички диалог, никој од владата не доаѓа. Морам да прашам, одите ли вие, градоначалник, дали сте побарале формално прием кај премиерот, кај министерот, било кој, да разговарате, да разгледате од некои проекти заедно, што се прави, што може да се направи, каква е нивната визија, каква е вашата, можат ли да се усогласат во интерес на граѓаните. Постоите некоја елементарна култура во тие политички односи. Еве, конкретно ме прашам, дали сте побарале официјално прием кај премиерот или кај министерот за финансии или здравство? Со дел од институциите комуницираме на база на служби вработени, дел од општината, дел од самите ресорни министерства. Да, сум ја побарал министерката за финансии Гордана Кочевска, Димитриевска, мислам дека беше. Во однос на тој проблем кој што го имаме со невраќањето на ДДВ-то, па не ми крена на телефон. А добро, сте испратили ли формално барање за прием? Па има десетина писма испратени и од секторот за финансии при општина Струмица, секако и од јавните предпријатија за одговор на нашите барања. Јас немам потреба да седам и кафе да пијам. Не, Боријан мисли дека има нешто у каналот спора. Ја мислам дека е политички спорот. Спор, како има не, поштава не е баш голем проблем. Министер во некое министерство и гледам дека некоја општина се соочува со проблем, ќе одам, еве, политички да се афирмирам, за да го решам проблемот. Како е, пак ќе се навратам со реката, за крива река во крива паланка. Добро, една анализа да немаме јавно објавена, што има во таа вода?
Мислам, Да, за голем скандал се работи, а сепак сите си молчат. ова е еколошка бомба. Боријан, Да се вратам, на пример, еве СДС и ВМРО сте сарно во една традиционално, како кажам, антагонистичка, една просто непријатна ситуација за сите. Еве, го спомнавте томографија компјутерот. Нешто што е пар екселанс интерес на граѓанството во Струмица. Министер е Таравари. Можете ли со него да разговарате? Да, откако ќе престане да говори за промена на химната и промена на грбот. Чекајте сега. Значи, вас ама во сите изјави на Таравари, јас не сум слушнал решавање на суштинско прашање. Јас сум слушнал политички теми кои што се интерес на партијата. Нема, уште еднаш, вие можете да го изложите со еден ваше обраќање до него, министре, нашите граѓани во Струмица имаат проблем со компјутер за томографија. Тоа е елементарна, веќе влегува во тој сет на Да, секако го афирмираме тоа, да. Кои се од интереса, самије ми го одговарате химната знамето. Мислам, стварно не е ваljda дека на тоа ниво, не знам. Па нека ценат граѓаните дали не е до тоа ниво. Да, баш на тоа ниво е. Се отворено разговараме. Баш ме радува и начинот на кој што разговараме. Има... сте уплатили ли до Таравари барање околу компјутерот за томографија? Струмичката болница има директор кој што е поставен од ВМРО ДПМН. И јас барам за тоа што граѓаните доаѓаат, извини Боријан, секунда само. Јас го зошто го барам? Оти има реперкусии и импликации и врз буџетот на општина Струмица. Немаат сите граѓани доволно средства и не им наплаќаат, не им даваат државата патни трошоци за да оди да направи компјутерска томографија у Скопје или во Гевгелија или во Кавадарци, во зависност нели од која најблиску болница има. Иди, мора да излеземе во пресред. Добра, што е изговорот за ова, бидејќи навистина тоа е проблем кој што трае подолго време. Што е изговорот? Го решаваат. Го решаваат. Да. Пари се проблем или сепак е политика во прашање? Се надевам дека не е политика. Па не би требало, мислам, се работи за здравје на луѓето. Така. Боријан, бидејќи сме веќе бајги заминати, имаме уште нешто да го прашуваме градоначалникот или да му дозволиме да привршуваме? Па, тоа е тоа. Мислам, околу карневалот, како бројката на посетители расте, се зголемува од годините, едно време беше многу, барем мој впечаток. Но поправете ме ако грешам, може да е сосема субјективен. Ја држи таа популарност, носи некаков инкам во општината од луѓето кои посетуваат, се разбира, го задржува вниманието на туристите. Каква е вашата оценка? Како не, по тоа што може да видиме, конкретно дали расте, не сум ги бројал точно луѓето, ама некакви естимации што од секторот за внатрешни работи Струмица, што од општинска администрација која што години и години се занимава со организирање и подпомагање на карневалот во логистичка смисла, држиме некој оптимум од 60 до 80.000 граѓани на главната карневалска вечер. Тоа е вечерта на интернационалната поворка, а директниот инпут во струмичката економија е околу 1 милион евра, што не е малку. Да. Па добро, именно затоа и го постави прашање, знам дека е значаен за општината, вака па и за цела држава и во однос на традицијата која си ја почитуваме сите. Така е. Градоначалниче, фала што ни бевте гостин во Политиканти. Проблемите не знам дали ве викаат на другиве медиуми, бидејќи сега добро има многу градоначалници од власта, па можда не стигнуваат да ве викнат. Не сум ве видел во последно време негдека по медиумиве, можда ја и сум пропуштил нешто, не е случајно. Да бидам искрен, контактирам со новинари, со телевизии. Последно бев во една друга телевизија. Сега имам покана за уште еден настап и навистина овој подкаст ми беше баш вака пријатно за. Ни беше пријатно и нам. Би благодариме што вака не почестивте и дојдете од Струмица да бидете гостин. Боријан, и ти не почести што од Бугарија се јавуваш да ти бидеш гостин во Политиканти. Би сакал и јас само на крај да му се заблагодарам на градоначалникот што беше гостин и на цела екипа таму во режија што се потрудија да ме овде изменаџираат. Одлично, супер седечките како скромни IT познавања. Како и секогаш се супер седечките.
Јас мислам дека ние идната недела ќе имаме и некаква воредна некоја емисија. Се плашам дека ова со Белград сепак ќе ескалира на некакви политички начини, ако не друго. И мислам дека и со Инфомакс ќе направиме, само еве ти да се вратиш од Бугарија, ќе направиме веројатно некакво заедничко седење. Ако не, сега имаме следниот петок во редовно издание на politikanti.mk. Јас сум Сашо Ордановски, пријатно од мене. Пријатно и поздрав и од мене, Боријан Јовановски.